Знаењето и книгите немаат рок на траење. Водени од оваа девиза, одговорните во Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка деновиве реализира акција која е за поздравување. Гимназиската библиотека ја посетивме по друг повод. Успесите на пимпонгарите средношколци кои имаа символичен прием кај директорот на Средното училиште Миле Милковски. Меѓутоа уште на самото влегување не дочека изненадување. Проектот започнат пред некое време конечно стасал до неочекуваната и најубава фаза – реализација. Станува збор за акција за збогатување на книжниот фонд на гимназиската библиотека не само бројно, туку и според видот, жанрот и другите карактеристики на публикациите. Па така, одговорните уште во текот на минатата школска година решиле да спроведат интерно истражување меѓу учениците за тоа што тие би сакале да имаат на располагање за изнајмување во ова катче од нивното училиште. Идејата, велат, потекнала од самите ученици и нивниот зголемен интерес за пишаниот збор. Ова ни го откри професорката Ленче Велиновска, која заедно со уште две колешки е одговорна за ова мало богатство на гимназијата. Во последниве години, на наше задоволство и на вработените и на целото училиште, децата покажуваат, односно нашите ученици, многу поголем интерес за читање на белетристика. Значи, мислим дека децата сепак ни се враќаат на книгите и на таа идеја минатата година направивме една анкета во нашето училиште што би сакале нашите деца да читаат, односно нашите ученици, и дали се задоволни од работата во библиотеката. Покрај сето друго што наведоа, тие наведоа дека би сакале многу повеќе да има книги, односно белетристика за читање во слободно време, и така во соработка со раководството, односно со директорот, оваа година од почетокот до сега решивме да ја реализираме таа идеја, што потикна од учениците, и еве сега во моментот имаме околу 200 нови наслови. Книжниот фонд на нашата библиотека е многу голем, имаме околу 19.000 книги, а тоа повлекува околу 10.000 наслови. Повеќето од тие книги се дела за обработка, лектирни издања, критики, од областа на историјата, географија, уметност и така натаму, она што им треба за да ја совладаат наставната содржина во училиште, а ова е нешто ново и на големо задоволство на мене и на сите вработени во библиотекава и во училиштето е дека децата покажуваат огромен интерес за читање на книги. Нашата библиотека работи од 8:15 на сабеле до 5:17:10 часот попладне. Во тој период децата можат во било кое време да дојдат во библиотека да ја подигнат книгата што ја сакаат. Презадоволни сме од чувањето на книгите што ги носат дома и во принцип за 2-3 дена ја враќаат книгата и веднаш ја менуваат за друга. Некогаш се случува од недобра изработка, од читање многу да се ицепи нешто, самите дома ги лепат и ги враќаат во училиште. Таа додава дека и пред да се решат на овој чекор, забележале раст на списоците во кои водат евиденција за изнајмените наслови. Според тоа, проектот кој уследил е само природна реакција на оние кои се одговорни за образованието на еднината на нашата земја. Уште повеќе ги радува искрениот непосреден однос и радоста која со овој потек ја разбудија кај своите ученици. И вие бевте сведоци на дел од реакциите на учениците, видовте и самите прашуваат веднаш кога може да ги земаат книгите, значи не чекаат да се воведат во инвентарна книга, да се удри печат, бараат веднаш да почнуваат да ги читат. Со нескриено задоволство можам да ги пофалам нашите ученици во однос на тоа, а односот друго што да кажеме, времето ќе го каже своje, дали тоа постигнало некоја цел или не постигнало. На основа на овие книги што ги добивме, ние ќе одделиме еден дел од овие книги, ќе дадеме на континуирано одлични ученици од 1 до 4 година на нашите матуранти. Во овој момент од ова сега што го добивме, можем да ги извојам книгите Агата Кристи, тука се потоа Шарлота Бронте, потоа имаме психолошки книги, дела за обработка имаме, Ден Браун го имаме, се она што е моментално најмодерно, тренд, најчитано, први книги прогласени и така натаму. И директорот Милковски е презадоволен од реакцијата на средношколците. Вели наместо да создаваат навики за читање кај младите и да ги потикнуваат учениците да изнајмуваат повеќе книги, се нашле во ситуација да не можат да одговорат на сите нивни желби и барања, пошто одлучиле да интервенираат во библиотечниот фонд. Ние набавивме нови наслови, кои што нови наслови пред се наведени врз база на препораките од нашите ученици. Односно, колешки што работат во библиотека направи една анкета да видиме што барат учениците, но што сакат најповеќе да читат. Врз база на таа анкета што направена од страна на учениците, ние ги набавиме сите оние наслови кои децата ги посака. Тоа значи дека на некој начин ќе потикнеме читањето на литературата, односно фактички ги потикнеме учениците повеќе да читат, односно фактички да го збогатуваат своето знаење.
Јас како директор секогаш настојам да библиотеката, односно библиотечкиот фонд да биде постојано збогатуван со нови наслови, не само со оние лектири кои се задолжителни во наставата по македонски јазик и литература, него и она што е надвор од она што децата го барат. И јас секоја иницијатива на ученици ја поддржам. Тоа значи дека и ова иницијатива е фактички непосредно доаѓа од нашите ученици и јас најдов начини да тоа биде набавено и купено. Односно тоа се пред се наши средства што ги добива од Министерството за образование, односно онама кај што ни остана некои средства, а не ги потрошиме во овој временски период, ние ги пренасочиме за купувањето на нови наслови. И можам слободно да речем дека набавивме негде околу 200 нови наслови. Тоа е нешто што ретко ќе го најдете во некоја училишна библиотека. Па јас можам да ви речем дека многу сум среќен што првите ученици кои што влегоа денеска во библиотека и кои ги видаа насловите, односно дека се набави нивните наслови кои што тие ги бара, беа толку пресреќни, а тоа уште повеќе мене прави среќен како директор дека се не погодил целта. Целта е погодена, а тоа значи дека овие книги нема да бидат најдени место само во витрините, него ќе најдат место и во ученичките доми, ќе ги читат, ќе ги прераскажуваат, а тоа значи дека сме направиле една добра работа. Лектирни изданија, белетристика, популарна и стручна литература, изданија за уживање и за збогатување на знаењата на учениците, но и на нивните ментори. Радува сознанието дека во денешниот свет на интернет, лесно сварлива продукција во медиумите и достапност на информациите кои се во се поголем број и обеми во сомнителни форми и видови, нашите кривопаланечки средношколци побараа и добија книги.